Економија во време на корона криза, тоа е некако најавата на сето она што денеска ќе го зборуваме. Гостин во студио 10, Фатмир Битики, вице-премиер за економски прашања. Добар ден, добре дојдовте во студиото. Добар ден, добро ве најдов, благодарам на поканата. Прво излегување после 10 дена во изолација. Да, за среќа со негативен резултат и веројатно тоа што се обидуваме да го даваме како апел дека луѓето мора да ги почитуваат превентивните мерки, маска, дезинфекција, дистанца. Во овој случај кај мене вроди со плод и најверојатно не еден ден сите ќе станеме или имуни или можеби во некоја форма ќе бидеме заразени, но еве, да се потрудиме тоа да не биде веднаш. Ковид кризата, заразата и економијата. Македонија и поголемиот дел од светот го одбраја сценариото за танц со вирусот, во обид да ги задржат колку што е тоа можно економските перформанси на државата. За слаба економија како македонската или за послаба од развиените, се разбира, тоа е исклучително тешко. Сведоци сме на губење на голем број на работни места и поради сето тоа мораше да се прават претумбации, ви рекол, во буџетот, односно ребаланс, за да се дојде до некаков тип на балансирање на потребите и можностите на буџетот. Докаде е ребалансот, кога очекувате да биде изгласан и практично кога првите ефекти од тој ребаланс ќе ги видат работниците? Да, за жал ние веќе еве неколку месеци сме или се бориме, танцуваме со вирусот и последиците на економски план и најверојатно ќе танцуваме уште некој очигледен долг период, затоа што сите прогнози не само во Македонија, затоа што ние сме мала економија, зависна економија, извозно ориентирана, зависиме од поразвиените земји, во суштина укажуваат дека оправувањето или барем на првиот удар на кризата нема да се случи многу брзо. И ние моравме, не само ние, секаде низ светот, гледаме дека сите влади во суштина мора да се носат. Финансискиот капацитет не е ист кај сите и затоа некој полесно го пребродува, некој потешко го пребродува. За жал ние не сме членка на Европска Унија, иако Европска Унија будно гледа што се случува, ни даваат одредена финансиска помош, но тоа е далеко од тоа што, например, земјите на Европска Унија го добиваат. И било кое движење кое што ние овде ќе го направиме, навистина изгледаат многу големи движења, зборуваме за дефицит, многу висок, историски висок дефицит на буџетот 8,9 скоро. Зборуваме за зголемување на јавниот долг, но пример кај јавниот долг никој во Европска Унија не го ни зборува тој моментум и колку е зголемен јавниот долг, затоа што тоа е нужно решење. И веќе правилата не важат. Еве вчера имав една дискусија со одредени лица од Белгија, само во период од 4 месеци до 5 е зголемен за 15% јавниот долг. Но тоа не значи можеби многу, зашто ние некои ни викате, па и ние скоро толку, да, ние имаме зголемен 10% на јавниот долг, но во принцип околу 5-10%, да, занемарливо е, дали е 9 и нешто. 60% сега на ниво на јавен долг. Таму се движиме. Некогаш во некои времења тоа беше некоја страшна граница, сега не го гледаме така. Ако го видиме што тоа значи во реални бројки, ние се задолживме 1 милиарда, толку е 10% наши. Во Белгија е 15% од бруто домашниот производ, тоа се некаде 300 милиарди, извини. Или проценето различно, затоа што зависи колкав ти е бруто домашниот производ. Независно, дали е 10, 12, 15, ние мораме да покажеме дали тие средства се средства кои што ќе отидат за да ублажат
во овој момент ние не можеме да зборуваме за ништо друго освен ублажување на ударот на кризата. И ќе се навратам на вашето прашање, тоест констатација дека имаме голем број на отпуштање. За жал, јас сум еден од тие кои што тврди дека и едно место изгубено работно е многу. А камоли 15.000 работни места заради директниот импакт од корона кризата. Ние толку ние бројката на изгубени работни места. Да, тоа што ни се случи, понатаму не тоа што не ни се значи дека ќе случи, остане на таков ни се случи еден друг моментум. Укажавме и во суштина се увиде на нашето докажување дека неформалната економија е поприлично голема во Македонија и ние мораме да се бориме на сузбивање на неформалната економија, не од аспект само на тоа кој што луѓето се обидува да го кажат, видете, овие се борат за сузбивање на сивата економија, на неформалната економија, за да ни земат повише даноси. Не, за да може државата да се грижи за тие одредена категорија на луѓе. Што ни се случи? Луѓето кои што беа вработени во неформалната економија ги изгубија своите работни места и во принцип остана никаде. Да. И на нивното прашање зошто сега државата не реагира за да ги некако ги згрижи институционално, затоа што они не се дел од системот. И почна наплив на апликации во агенцијата за вработување за да се вратат во формалниот сегмент на работење. И се случуваат различни работи и ние секако мораме да одговориме на овие потреби. Ребалансот е одговор на овие потреби. Ние вчера после амандманската добиените амандмани од комисиската расправа во собрание, го одобривме вториот ребаланс по процедура во влада. Веќе вчера е предаден поднесен во собрание, би требало денеска да се процесира и очекуваме некаде во четврток да почне јавната собраниска расправа, за да во законскиот рок од 5 дена да тоа заврши и секако првите денови на ноември веќе да стигне помошта кај граѓаните, тоест таа фамозната која што сите ја зборате субвенција или финансиска поддршка за плати за приватниот сектор, кој што е директно за зачувување на работните места. Кога ја правите проценката за ребалансот, кога ја правевте, на што сметавте во однос на здравствената криза? Дека ќе трае до нова година, до јуни следната година или целата следна година? Бидејќи потребите ќе бидат различни во зависност од траењето на кризата. Не, затоа што ако ги увидите во суштина и третиот пакет на мерки и четвртиот пакет на мерки, и овде е разидонувањето, например, што го имаме со опозицијата, затоа што они викаат, носите пакет, ама ги нема истите пари овие 3 месеци. Не. И третиот и четвртиот пакет на мерки се временски подолг период, затоа што се обидуваме да креираме мерки кои што ќе имаат првите 3 месеци, да кажеме, директни финансиски импликации, веќе во четвртиот да имаме recurrent мерки кои што доаѓаат и ќе помогнат секако на стопанството и да не престане. Значи, во прилика има распон од 5 до 6 месеци. Ние сме свесни дека мораме да испланираме тоа што го имаме во овој момент на располагање. Со ребалансот имаме финансиска поддршка на плати до декември, но сме свесни дека вирусот нема да престане и кризата на 31 декември, како со нож, па на 1 јануари го почнуваме новиот живот, дека и во јанари ќе бидат скоро истите потреби и веќе во буџетот за 2021 планираме и зборуваме за какви се мерки ќе продолжат и во наредниот период. Но тоа не го правиме еднострано. Го разговараме со стопанските комори, го разговараме со синдикатите и веќе после, да кажеме, некаде на средина на ноември, крај на ноември, ќе ги имаме првите ефекти за да видиме како се справивме во октомври, во последниот квартал, и како се справуваме во почеток на ноември, што тоа значи, какви се влијанијата
на пандемијата врз реално економијата, затоа што како што гледаме веќе не можеме да зборуваме дека има било која компанија која што барем еден од нивните вработени не е заразен. Во март, април, мај, јуни ние се плашевме и некако бројките ни изгледа преголеми. Денеска се навикнавме да гледаме 500 луѓе заразени и ја викам, веројатно ние треба сега да преиспитаме што тоа значи и колку ќе биде пикот, и тоа секако Комисијата за здравствени заразни болести ни го кажува во нивните проекции како ќе се движи. Да, но секако границите на она што апсолутно, но секако мерките се мерки кои што ќе продолжат и во наредниот период, не се само мерки, да кажеме, само за овие 3 месеци. И на начинот на како се проектирани, но и на тоа што веќе го разговараме внатре во владата. И самите велите дека нема веќе фирми или компании каде што нема заразен или институции било каде, тоа е една општа појава. Во однос на оние препораки за вработените и за собствениците на или одговорните лица за неодење на работа, односно за извршување на работните задачи од дома. Дали тоа останува на сила? Да, ние укажавме за јавниот сектор со последните одлуки. Во принцип оставаме во приватниот сектор на поединечните одлуки, секако при тоа пазејќи ги одредените протоколи кои што се донесени за секој едно економски оператор во различните области, затоа што не е исто. Но они, мислам дека во контактите што јас ги имам со приватниот сектор, со стопанствениците, они сами укажуваат дека они самите рационализираат затоа што е нужно да рационализираат и работни места во смисол да работат на смени, да работат во дистанца, да креираат услови за да може полесно да се преброди овој. Па секако на вработени во одредена најголем проблем е во големите капацитети. Во текстилната индустрија на пример е голем проблем затоа што самиот производствен процес изискува голем број на луѓе, но и некој ќе рече па нека работат преку една машина. Да, ти може да работиш преку една машина, но веќе работење во 2 смени, работењето во 2 смени има поголема потреба од режиски трошоци и други трошоци, така да не е едноставно. Но еве ние до тој сегмент влегуваме и добиваме информации за да мерките адекватно ги направиме за да одговорат на нивните потреби. Да, вие се обидовте, меѓутоа бевме сведоци на злоупотреби на државната помош. Да. Дали овие фирми што еднаш злоупотребиле сега повторно може да се јават за новиот пакет? Јас еднаш на друг пат одговорив на исто прашање. Кажав дека ние не можеме да носиме законски одредби во кои што во суштина ќе им забраниме на одредени фирми затоа што направиле одреден пропуст. Па тие до кога ќе го цицаат буџетот додека вие не се свестите и да кажете сега добро ќе им забраниме. Како тоа не можете да им забраните, не разбирам. Затоа што е ускратување на право. Земале пари, украле да речеме државата, а вие викате не можеме да им забраниме. Затоа што е ускратување на право. Но при тоа има услов. Значи за тоа што они не исплатиле, се добија кривични пријави. И таму сме на чисто. А ако аплицираат, значи, они ќе мораат, кога правите тендери, јавни тендери, имате црна листа, таква листа, онаква листа, кога некоја компанија не исполнува услови. Ова е исто, зашто не се примени сличен принцип. Да. Значи, они добија кривични пријави и имаат период. А ако истите компании ги имаат подмирени сите обврски до денот кога може да аплицираат за новата финансиска подршка, они ќе може да аплицираат. При тоа во новото законско решение ние ставивме уште дополнителни услови кои што еве тие кои што сакаат да се огрешат со законот ќе бидат адекватно третирани. Значи има 3 заштитни механизми во новиот закон. Првото е дека тие кои што нема да постапат соодветно на законските одредби, тоест нема да ги исплатат платите и ако тоа се докаже ќе треба да ги вратат.
ќе добијат прекршочна казна, според законот за прекршоци, и ќе добијат кривична пријава. И сега ние влегуваме во фер релации, сакаме да им помогнеме, но они мора да сватат дека тоа што ќе го добијат по основна плати, а по други мерки они ќе добијат за подобрување на ликвидност и така натаму, дека треба да го исплатат за плати. Дури во исплатата на плати ставивме уште еден друг дополнителен механизам. Дека изнесот на финансиската подршка кој што ќе ја добијат, затоа што сега е скалесто, може да добијат, они се должни да го исплатат, или тоа што ќе им се дозволи е да исплатат најмалку минимална плата. Значи нема да може да исплатат како што исплаќа некои, дури затоа што имаше еве и такви случаеви во кои што они ќе добијат 14.500, ќе исплатат 8.000 или 9.000. Сакам да кажам дека се обидовме да ги заштитиме и работниците, се обидовме и да ги заштитиме системот од такви. Кој го прави тој контролен механизам сега? Како го следите тој процес? УЈП? Секако, да. Бидејќи се уште има компании кои што не ги зголемиле намалените плати или нередовно ги исплаќаат платите? Значи, они кои што нередовно ги исплаќаат и кои што должат по основ на плати, нема да може да добијат финансиска подршка. И тоа е јасно за сите. Ги исфрли системот на УЈП? Да, апсолутно. Они кога ќе аплицираат, системот ќе покаже дека они се должници по основ на, значи само по основ на даноци, пример данок на добивка, данок на личен доход, нели имаше ослободување на контации. Тамо може да направиме отстапки затоа што сме свесни, но по основ на исплата на плати и придонеси, мислам дека тамо нема да има, системот автоматски ги исфрла и кажува дека овој не му е се одобро. И тоа е големиот проблем кој што се појавуваше оперативно, кој вика зошто јас не добив, затоа што системот, ние знаеме дека секој систем има багови, па може да погреши, но има двојна контрола, па се гледа, ако го исфрли еднаш и он може да, значи компанијата може да реагира, се враќа назад со второ барање, значи ние се обидуваме да човечкиот фактор го елиминираме, а тоа е преку дигитализација на процесите. И во суштина корона кризата ни покажа колку е нужно и колку брзо ние треба да се прилагодиме на новите времења. Тоа е дека се додека зависиш од човечкиот фактор, процесите и системот не може целосно да биде функционален и некаде ќе се појават дупки. И затоа дигитализација е процесот. Дали имавте таква бројка на некоја или колкав обем на државна помош беше злоупотребен? Листата се шпекулираше во јавност е околу 300, на крај 30% од нив од кога се објави листата, така, тој фамозен зид на срамот, од кога се објави листата, 30% од нив сите ги исплатија платите, остана од прилика уште 60 на 70% од фирмите кои што адекватно добија кривични пријави и процесите се одвиваат во различните органи кои што не се органи на владата. Изминативе денови продолжува назначувањето на директори во јавните институции и во компаниите што се во државна сопственост и имаше доста и постојат се уште критики на овој процес во однос на тоа како се бираат овие кадри во услови на непостоење конкурси и непостоење доволен мерит систем кој што тоа ќе го направи. Зошто ја продолжувате старата пракса на бирање на директори? Ја не се согласувам дека нема конкурси. Значи, секаде кај што процедурите за избор на директори изискуваат јавни конкурси, јавните конкурси се објавуваат. Ја мислам дека скоро сите одлуки се поврзани со поставување на ВД директори, затоа што сакаме секако институциите да функционираат, да продолжат да функционираат, но при тоа процедурата за јавен конкурс си тече како таква. Или се поставуваат нови управни одбори,
кој што има... Добре, ама и таму има вршители веќе на должност, старите директори може да ја вршат, обавуваат функцијата, зошто би се поставувале веде? Па тоа е Ако веќе има конкурс кој што тече. Тоа е системот во кој што одредени се одлучува внатре партиски, секако секоја партија која што е коалиционен партнер одлучува дали тие лица кои што вршеле одредена функција би требале да останат на таа или ќе бидат поефективни и попродуктивни на друго место. И например на доста од позициите може да видиме дека лица кои што се покажале како добри менаџери во една институција, им се дава можност во поголеми институции да покажат да придонесат уште повеќе. Имавме вчера такви два случаеви. Од агенција за вработување во агенција за ПИОМ Јовановска и ше кој беше вториот? Не можам да се сетам на името, но или тоа што се озборува во јавноста, но озборувањата ја би ги оставил на страна. Тоа што е очигледно е дека има разрешување заради одредени, да кажеме, етички причини, и тоа се случи, за прв пат се случува и тоа, да некој биде разрешен од етичка причина. За димова зборувате се? Па не само. И за уште две имаше подосна... Тоа е, значи за тројца во временски период. И тоа ќе продолжи. Денеска ќе има седница на влада, истиот тие кои што покажале дека професионално се работеле, но го занемариле сегментот на етичкиот момент и моралниот момент, секако треба да се сносат одговорност. Ние сите сме јавни функционери и мораме да пазиме и на сите моменти. На крај на денот ние мораме да даваме отчет пред граѓаните и да кажеме како граѓаните очекуваат од нас да владееме. И јас се согласувам дека можеби процесот им изгледа недоволно транспарентен, но искрено ние работиме на подобрување на тоа. И затоа, например, јас сум премногу задоволен, барем во економските ресори, тоа што се случува, дека или има адекватни лица кои се назначуваат, или процесот како се назначуваат е доста јавен и доста транспарентен. Но тоа е процес. Секој процес не можеме преку ден да го менуваме. Навиките, ако ја земеме... Имаше еден еклатантен пример, например, каде што директорот на Пошти беше преместен, практично доби прекоманда во државните патишта, а станува збор за компанија која со години и години остварува загуби, дури не може ни да се помрне од оние реформски позиции кои што требаше да понесат нешто ново. Јас сега ќе го водам тимот, нели, на реструктурирање, ја го нарекувам, на Македонски пошти. Но ја навистина не можам да се согласам со целата јавност, кога ние веќе му одредуваме на одреден човек кривица, без притоа да во нормална процедура тоа не е утврдено. Сега ние велиме дека тој кој што е назначен или доби прекоманда од Македонски пошти во јавното предпријатие за државни патишта, иако тоа уште не е случајно, туку само е најавено, ние веќе го осудивме сите. А во ниту еден процес тој не е осуден. А сметате дека презумцијата работел со па не, презумцијата ја гледате работата секојдневно се во влада. Ја само сакам само ве прашам што сметате вие. Јас сакам само да сум најасна за сите дека презумцијата на невиност никој не треба да ја оспори. Не станува збор за кривично одговор, зборуваме за квалитетно или неквалитетно менаџирање. Фактот. Еве што сметате вие, дали добро менаџирал со поштата? Македонска пошта 30 години упорно некој работел како што си работел. И Македонска пошта не е во состојбата каква што е денеска заради последните 3 години. Да се разбереме. Значи, последните 3 години, знаете како? Кога ќе добиете пациент со метастаза,
не го окривувате докторот кој што се обидува да му го продолжи животот, туку треба да се вратите наназад за да ги сватите причините зашто дошло во метастаза. Може би сите други лекари воопшто биле слепи за да сватат дека он се движи на кај рак и дека ракот може да донесе до метастаза. И сега, ние што ќе му направиме? Дај да го осудиме овој последниот на кој што му умира пациентот. Зошто? Он се нашол. И затоа ја велам. Да го наградиме. Не, нема да го наградиме. Добро. Но, ќе видиме, на крај, може би, тој не е најлошиот. И јас велам, во процесот на реструктурирање ние ќе влеземе. Тоа што во јавноста се дискутира за Македонска пошта и мислам дека е погрешно, а тоа еве ги овие пак ќе приватизираат. Македонска пошта мора да постои заради граѓаните. Граѓаните мора да добиваат подобри услуги. На страна тој муабет. По кој критериум го избравте Етеми да биде сега директор на државни патишта? Затоа што ја подобри работата на поштата или добро го предлагаат? Да го предлагаат. Да. И ќе се увиди на крај. Подобри работата во овие 3 години. Јас се уште малку повеќе кислород на пациентот кој што ви ја велете. Јас се уште ги правиме проценките и не можам да тврдам. Но веројатно некаде следната година кога ќе завршиме со целиот процес ќе можам да кажам што се случувало во времето на директорот Рустеми и што се случува. Тогаш тој веќе ќе директорува со државни патишта и вие сега тогаш констатирате дека многу лошо работел, сме изгубили уште една година со кадри кои што не се квалитетни. Ќе констатирате други органи. Значи јас ќе увидам, а ако господине Бетики, вие сте вице-премиер, вие сте менаџер на една одговорна позиција, од која што навистина ако не се лиферуваат најдобрите кадри, тогаш што да очекуваме повеќе? Значи, ја не сум лицето кое што назначува. Не, апсолутно. Владата назначува како колективен орган. Меѓутоа, вие како вице-премиер сте должни да ги трпите и критиките од јавноста за тоа што го прави владата. Така што ве молам без никаква лична тука нема претензија, само ве прашувам дека од тие проблематични решенија целата влада, па и вие лично ќе го трпите товарот на одговорноста. Тоа е она заради кое што зборуваме. Пак навистина не сакам да преюдицирам. Оценка и на многу невладени организации кои што го следат процесот на поставување на директори. Токму заради тоа ве прашувам. Апсолутно, јас ги следам и ставовите на невладените организации, на граѓаните, но ја не сакам да преюдицирам како секое поединечно лице ќе се најде во на позициите кои што он ќе биде назначен. Ја не можам да тврдам како дотичното лице се однесува во Македонски пошти. Но само можам да тврдам дека тој не е еден и единствен. Но ако поставувате стандарди на одговорност, транспарентност и отчетност, како што беа последните неколку разрешувања на директори, предпоставувам дека разговорите во владата ви се движат во насока и да не промовираме или повторно ставаме кадри кои што заради од други ситуации исто така имаат контроверзни одлуки или контроверзно менаџирање на процесите. Во Македонски пошти немаме во овој момент да кажеме таков увидено таков момент. Ние знаеме дека тој во смисла на Македонски пошти е една од компаниите кои што во целиот период нема нормално функционирање, но таму има различни причини. Една од може да биде менеджментот, но таму има корпоративно управување, таму има и одбор на директори. Значи тогаш ние не треба да го гледаме лицето како такво, треба да го видиме целиот одбор на директори. Ќе го направивте ли тоа? Ќе го направите ли тоа пред да го назначите Етеми во државни патишта, за да видите дали и ова раководство сноси одговорност за состојбите во пошта? Секако јас ќе го водам тимот заедно со министерот Бехтеши и директорот новиот кој да е директор на Македонски пошти, ќе го водиме тимот кој што ќе влезе и ќе увиди, тоест ќе почне фазата на
Не, сакам да кажам дали ќе направите една, да речам, по-блиц анализа на состојбите за да се утврди менаџирањето заради поставувањето на теми на друга функција. Не зборуваме сега за приватизацијата, тоа е второ прашање. Вице-премиерот Николовски го води тој искрено тој процес, затоа што он е одговорен за човечките ресурси во владата. И јас целосно го поддржувам во процесот кој што он го води. Искрено, не сум го прашал во детали. Предпоставувам дека тоа е случај, затоа што гледам дека сите рокади кои што се предлагаат се рокади. Еве, ја пак ќе тврдам, во доменот во кој што јас го покривам, искрено, луѓето кои што се поставија или се поставуваат, се значително подобри решенија од колку што беа претходно. Добро. Пошта најавивте влегување во процес на приватизација, иако и тоа се најавуваше веќе уште од 2000-та година. Ајде да го наречеме процес на реструктурирање. Или реструктурирање. Добро, но веќе се спомна и одредени имиња на компании кои што би можеле да бидат дел од тој процес. Ја искрено сум ниедна неам разговарана, а ја го водам процесот. Спомна првиот вице-премиер Артан Груби во ова студио, словенската компанија која што е заинтересирана за ова. Велите, не постои таков тип на преговори или е тоа може само намери, пројавување на интерес за намери? Значи, да, вистина е дека на посетата, официјалната посета и на председателот на Словенија и на министерот за економија на Словенија се разговараше и затоа што се гледаат одличната соработка која што се има со Словенија, се разговараше и за македонски пошти. Они и претходно размислувале за македонски пошти, но сега имаат одличен пример како ја реструктурирале својата пошта во Словенија. И се пројави интерес да се види, но ништо повеќе од тоа. Значи нема ни детали. Но има, например, процесот е дека ние внатре ќе се позанимаваме, а тоа дека ќе се влезе за да се направи due diligence, кој викаат, во процесот, да се направи feasibility студија и да се избере моделот кој што е најадекватен во овој момент за владата, а тоа е процес кој што ќе осигура најдобри и најквалитетни услуги и процес кој што ќе осигура дека македонски пошти ќе бидат репер, хаб во Западен Балкан за поштенските услуги. Тоест, ќе осигура модел кој што ќе функционира и ќе биде одржлив како модел. Ние не викаме ќе го продаеме само за да го продаеме, па не знаеме што се случува туку, сакаме да осигураме дека кога еден млад ќе сака да купи книга од Амазон, нема да му ја мисли дали ќе му стигне книгата или нема да му стигне книгата. Кога еден млад сака да почне да оперира на eBay, да не мисли дали има или нема можност да ја користи платформата на eBay. Добре, и кој е најдобриот модел за да се стигне до ова? Тоа мора да го покаже. Тоа мора да го покаже. Дали ќе се оди кон приватизација или прво ќе биде реформа внатрешна? Се покажало дека државата тешко стопанисува со лош менаџер. Лош менаџер, затоа што веројатно ние некој вика како може словенците, како можат хрватите, а не можеме ние. Ние и во бившиот систем секогаш гледавме на државното како туѓо. Ние ден денеска на државното гледаме како туѓо. Ние не го гледаме како наше и затоа така се однесуваме. Наспроти, да кажеме, еве, искрено јас никогаш не сум бил во како го викате, на државниот механизам на хранење. За мене, дали зборуваме за македонски пошти или зборуваме за било друга која компанија, за мене е се исто. Јас ги гледам како нешто наше кој што ќе придонесе да имаме подобри квалитетни услуги. Кога очекувате првични резултати од процесот во кој што сега влегувате во смисла на барем да ја знаеме постапката каква ќе биде или кој што ќе се цели? Наредните 3 до 4 месеци ќе... Исто и за останатите
компанији од овој пакет кој што Да, за кој што ќе се бара некаков тип на за жал за некој е спас. веќе касно спас, затоа што мораме само да најдеме механизам дали воопшто ќе има заинтересираност. Имаме, ние ги викаме одредените загубари, но и за сите други кои што, на пример, сите веќе знаат во влада, јас ја водам комисијата за економски систем и во кој што на сите јавни предпријатија и акционерски друштва кои што доаѓаат со негативни финансиски извештаи, ние ги одобруваме, туку ги враќаме и бараме план за реструктурирање. Зашто или ќе покажат менаџерите дека знаат, или нема да можеме да идеме понатаму. Значи нема да дозволиме да гледаме свесно, и министерот за финансии овде ме поддржува и како и сите други министри, дека свесно пропаѓаме и ќе замижиме. Не, мораме да имаме јасен план. Јасниот план е на крај да отстапиме. Јавното приватно партнерство кај нас само единствена земја во поширок размер, кој што сите го гледаме како лош процес. А напротив, јавното приватно партнерство како модел нуди огромни можности за се уште да одржиш јавна собственост, а при тоа да даваш квалитетни услуги. А граѓаните се пак да ги чинат, граѓаните се пак да ги чини помалце од колку што ги чини. Во овој момент кога ние упорно ги држиме, викаме не, ова е јавно, мораме да го држиме, граѓаните ги чини поскапо. Зошто е поскапо? Зошто плаќаме загубар. Они секоја година имаат загуба, граѓаните плаќаат во шупле. И зимаат од шупле у празно. Нели народски кажано. Што тоа значи? Дека он и плаќа и нема услуга. Еве кога последен пат сте користеле услуга од Македонски пошти? Јас лично не се сеќавам, но затоа сум користел на ДХ, затоа сум користел на другите поштенски услуги кои што се овозможуваат. И ние упорно велиме, не, тоа е битно за државата. Или кога последен пат сме се качиле, имав многу интересно прашање од син ми пред некој ден, ми вика, тато, а имаме воз во Македонија? И железница? Ја му викам, да, имаме. А зошто ние, ако сме отишле на страна, сме се возели у воз, а у Македонија никош не сум се качел? Еве ги прашувам граѓаните, кога последен пат, освен Веле Скопје, некои што се возат, сега. Да, Веле Скопје кои што се возат, ги знам, луѓе, но кога воопшто граѓаните размислиле да земат тура од Скопје до Гевгелија со воз за да отидат преко ден да посетат Гевгелија. И сега ние мораме да осигураме, аспирираме кон Европска унија, ние мораме да осигураме дека они ќе имаат адекватни услуги, а тоа е адекватен железнички транспорт, адекватна услуга во Македонски пошти, адекватна услуга во некој друг сегмент, во здравството и така натаму. Значи, моделот на јавно-приватно партнерство, една за секојаш ќе треба да го сузбиеме оној митот дека тоа е приватизација. Сега, еве, овие, не знам како не етикетираат во јавноста, влегуваат во новиот процес на приватизација на се што е останато. Не е вистина, но мораш да се прилагодуваш. Еве, најголемиот проблем. Сега доаѓав, гледајте мирисот кој што го чувствуваме. Влегуваме во новиот циклус на загадување. Во зимскиот период. Што направивме со депониите? Со управувањето со цврстиот отпад. Не е управување на цврст отпад да го складираш, само да го ставиш било каде. Туку во нормалните земји се согорува, се добива енергија и од тоа што преостанува како пепел се оперира понатаму во производствените процеси. Еве, земете ги примерите. Секаде во Европска унија тоа го прават. Го прават многу поблиску од Европска унија, во соседните земји. Добро, ние кога ќе го правиме тоа? Отпорот на јавно-приватно партнерство е голем. Сите викаат сега и ова ли и Дрисла ќе ја приватизираш, па сега. Добро, Дрисла до сега беше дадена под концесија, не е. Но механизмот не постоеше. Но во другите моменти, значи мора пример каде што функционира. Не со инсинератор.
Да. само со складирањето. Но ја зборувам за другиот целосно понатамошен управување чекор. Сега, например, во тој случај, може би ќе треба граѓанинот да плати 1 евро повише месечно, што некој ќе рече како сега 1 евро јас повише од тоа што го плаќам, па да, но назад добиваш многу повеќе од 1 евро. Добиваш честички помалце, PM10 честички помалце во воздухот, кои што се помалце штетни во твојот живот, тоест на твоите деца. И тоа не се плаќа со пари. Не 1 евро. Денеска веројатно ние сите ќе платиме пари да се пресмета чини, бидејќи лекувањето чини и така натаму. И затоа мораме да увидиме дека ние пристапивме и со еден чесен начин, дека се што на вистина произнесу не носи во процеси на загуба, а на граѓаните на крај, наместо да им оставиме средства кои што ќе се искористат за нив, ние мораме да покриваме вакви, рековме, ќе се растеретиме од тој товар на сите компании кај што очигледно е дека ние не можеме добро да стопанисуваме, да најдеме модел кој што ќе одговори најдобро на барањата. А тоа е на добро стопанисување и секако добри и ефикасни услуги кон граѓаните. Господине Битики, ви благодарам за тоа што бевте денеска дел од Студио 10. Дел од прашањата ги разлобивме, дел оставаме за во некоја друга дебата или емисија.